Во поголем дел од 2022 година беше тивко на лажните американски профили на социјалните мрежи за кои се верува дека се од Русија, вели високиот разузнавачки аналитичар Брајан Листон. Тоа се промени во август како што се приближуваа конгресните избори во САД. We saw these accounts beginning to spin up. Видовме дека овие профили почна да се активираат, зборувајќи за изборна измама и дека изборите ќе бидат фалсификувани, полнење гласачки кутии и слични работи. Демократите ќе се обидат да ги украдат изборите. Листон е дел од мрежата на истражувачи, експерти за сајбер безбедност, владени агенции и други кои ги пробиваат социјалните медиуми, веб страниците, државните медиуми и најавите за спроведување на законот за да ги следат координираните кампањи за дезинформации што произлегуваат од противниците на САД, како Русија, Кина и Иран. Сајтовите за лажни вести од организации поврзани со овие влади промовираат приказни за поделби на Америка, кои потоа се промовираат од лажни личности на социјалните мрежи кои се преправаат дека се американци. Руските оперативци сеат поделеност дека не може да му се верува на гласачкиот систем, вели Листон. Кинеските оперативци го истакнуваат обемот на онлайн вознемиреноста за интегритетот на гласањето како доказ дека американската демократија не функционира. Колку и да зборуваат за негирање на изборите и измама на гласачите, јас сум загрижен дека можеби овие профили на денот на изборите ќе се обидат да предизвикаат некако вид насилство или малтретирање на работниците на избирачките места. Ние тоа го следиме. Во сојузната држава Аризона, математичарот Дилан Марфи вели дека е загрижен за реалните последици од дезинформациите на интернет. Мојата загриженост е дека странските актери можат да шират дезинформации и теории на заговор преку социјалните мрежи и да ги натераат американците еден против друг на начин на кој нема да бидат оставени сами на себе. Она што е ново е дека гледаме се повеќе директни влијанија кои произлегуваат од овие теории на заговор, како што се луѓе кои се појавуваат на гласачките кутии овде во Аризона вооружени. Аризона беше голем дел од изборните предизвици на претседателските избори пред 2 години, при што републиканското пребројување на резултатите во округот Марикопа на крајот ја потврди победата на Џо Бајден. Многу поддржувачи на Доналд Трамп се уште велат дека изборите се украдени, меѓу нив и републиканската кандидатка за гувернер на Аризона, Кери Лейк. Представниците на изборите во округот Марикопа велат дека машините за табелирање на гласачките ливчиња не се поврзани на интернет. Покрај физичкото обезбедување, имаме и обезбедување на гласачките ливчиња и на процесот со двопартиски одбори, наблюдувачи на политички партии и проверки во текот на целиот процес, за да се осигураме дека секој гласачко ливче е валидно и се бројат само важечките гласачки ливчиња. Гласачката од Аризона, Миријам Мичел, вели дека во прашање е повеќе од контрола на Конгресот. Понекогаш победуваме, некогаш губиме. Некогаш не победуваме и сме сметале дека тие не требаше да победат. Но сепак го следиме демократскиот процес. Тоа е единственото нешто што е одлично за Америка и тоа е нашиот демократски процес. Ние треба да се задржиме на тоа. Во државата Гранд Канјон е во тек предвременото гласање.